Добро утро по втор пат. Креативноста, иновациите и младешката енергија повторно ќе бидат во центарот на вниманието во Скопје. Технолошко-металуршкиот факултет ја одбележува јубилејната 20-та модна ревија, каде студентите од насоката дизајн и инженеринг на облека ќе ги представат своите најнови модни визии. Под мотото Vortex импресии, публиката ќе има можност да види спој на уметност, современ стил и технологија, преточени во уникатни креации на младите дизајнери. Утрово во Македонија наутро, како што најавивте и вие, разговараме со професор доктор Игор Јорданов, декан на Технолошко-металуршкиот факултет. Професоре, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и поздрав до гледачите на Македонската радиотелевизија. Професоре, ова е јубилејна 20-та ревија, што значи овој континуитет за факултетот, но и за студентите од насоката дизајн и инженеринг на облека? Точно така, ова е 20-та модна ревија на студентите на насоката дизајн и инженеринг на облека на Технолошко-металуршкиот факултет. Тоа за нас е потврда дека 20 години ние правиме ревија во која што студентите го изразуваат својата креација. За нив тоа представува завршен испит во кој што не само што ќе го креираат моделот, туку и учат како да го презентираат пред пошироката јавност. Студентите се многу нестрпливи да ги представат своите модели, кои што оваа година имаат една тема која што е наречена Vortex импресии. За Технолошко-металуршкиот факултет тоа е доказ дека 20 години ние имаме една насока која што ги спојува инженерството и модната креација, односно модниот дизајн. Темата Vortex импресии навистина звучи многу современо. Како студентите ја интерпретираат оваа инспирација преку своите креации? Vortex импресии доаѓа од символот вртлок, кој што значи постојано движење, промена, и затоа е избрана како тема на оваа 20 годишна јубилејна модна ревија. Зборува со професорката Лидија Ѓоргиева, која што е професор на овие предмети, и ми рече дека намерно е избрана вака за да може секој студент да го изрази своето креативно мислење. Затоа ќе видиме различни модели кои што нема да бидат, да речеме, ставени во една рамка, туку ќе им се даде на студентите слободно да го изразат своето мислење. Така. За крај на нашиот разговор, колку новите технологии и современите трендови влијаат врз едукацијата и практичната работа на студентите по моден дизајн? Модниот дизајн не може да се замисли без новите дигитални технологии, па и AI во последните 2-3 години. Нашите студенти ја изучуваат насоката дизајн и инженеринг на облека, тоа е спој на инженерство и на моден дизајн. Тие во почетните години, во втора и трета, ги изучуваат класичните предмети за креирање, меѓутоа во четврта година имаме веќе сериозен број на предмети во кои што изучуваат 2D и 3 моделирање, скенирање, користење на CAD-CAM алатките, а на крајот, дури сега, во последните 2 години, користат многу алатки од AI за да може да ги подобрат своите модни креации. Така, професоре, модната ревија ќе се одржи утре на вашиот факултет, во колку часот и кој е покана? Ги покануваме сите кои што се заинтересирани да дојдат на модната ревија, ќе се одржи утре во 20 часот во холот на Технолошко-металуршкиот факултет, а потоа ќе имаме дегустација на пиво кој што нашите студенти ги правеа пивата во соработка со една компанија. Навистина одлична можност и да се погледне модна ревија, но и да се дегустира крафт пиво подготвено токму од вашите студенти. Професоре, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на Јавниот сервис. Благодарам и на вас. Утре на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје под мотото Vortex импресии ќе се одржи модна ревија. Сите се поканети истата да ја проследат. Утрово разговаравме со професор доктор Игор Јорданов, декан на Технолошко-металуршкиот факултет.